Корупцијата е длабоко навлезена и во системот за јавните набавки на државно ниво. Иако државата сериозно не поработи на нејзино намалување, состојбата дополнително ќе се влошува, велат од Центарот за граѓански комуникации. На панел дискусијата рекоа дека треба да се посвети поголемо внимание и на тендерите, кои најчесто завршувале со договор меѓу четири очи. Апелираа до институциите да бидат поажурни, но и МВР да работи во интерес на граѓаните. Изборуваме за јавните предпријатија и акционерските друштва, според интервјуата кои ние ги правевме со нив, не се многу, да кажам, посветени на тоа да ја пријавуваат корупцијата на која сведочат во јавните набавки во нивните институции. Нема сознание ниту за поголема активност од Министерството за внатрешни работи во насока на тоа да ги докажува случаите онаму каде што изразуваат дали граѓанските организации, медиумите или пак надлежните институции каде што укажуваат на корупцијата за МВР со своите истражни мерки тоа да го потврди, а за жал сведочиме на голема пасивност и на јавното обвинителство во однос на спроведување на постапки и подигнување на кривични обвиненија за случаи на корупција во јавните набавки. Од Државниот завод за ревизија пак вела дека сите набавки се одвивале транспарентно, иако не ја исклучија веројатноста дека постои можност за слабости во системот. Ако сакаме да имаме добри постапки за јавни набавки, и ако сакаме да имаме заштита на средствата на даночните обврзници на нашата држава, то мора да се запрашаме за начинот на организационата поставеност на делењето или секторот за јавни набавки во сите договорни органи, вклучувајќи и јавните предпријатија, за квалитетот на човечките ресурси кои што се инволвирани во процесот на доделување на договорите за јавни набавки. Инаку вкупната вредност на договорите на јавните набавки што ги спроведуваат јавните предпријатија и акционерските друштва изнесува околу 300 милиони евра и представува 1/3 од вкупните јавни набавки во земјава. Инаку сивата економија долги години се провлекува. Во моментов таа кајна зафаќа речиси 40% од бруто домашниот производ. Со овој процент земјава е рангирана на високото 4-то место во југоисточна Европа. Од меѓународните организации вела дека пандемијата дополнително ја зголемила работата на црно насекаде во светот. Стопанството пак алармира што побрзо да се работи за намалување на овој проблем.